Алфа, а сега е вистинско време за гости. Ви кажав од рано утрово дека мојата колешка Искра е задолжена за гостите денеска, а првиот нејзин и наш за гостин е магистар доктор Даниел Петровски, специјалист по урологија. Дојде Бадем Систина, добре дојдовте. Фала на поканата. Искра, верувам дека ќе имате пријатен разговор, ќе им посочиме и на многу наши гледачи за тоа колку е важна навремената проверка, особено во месецот на машкото здравје. Да. Минатиот месец одевме со совети до женската популација, женскиот пол, со оглед на тоа што беше месец за борба против ракот на дојката, овој месец го посветуваме на машкото здравје. Повелете. Добро утро, докторе. Месец ноември, така нели се нарекува, месец на машкото здравје, месец кога мажите можат слободно и оправдано да шетаат со мустаки. Да, таков е месецот. Таков е. Ајде за почеток да ве прашам, ваквите кампањи, ваквите ваши гостувања од вас, од вашите колеги, колку придонесуваат за тоа да се покрене свеста дека секој еден од нас е одговорен и треба нешто да направи за своето здравје? Па така се разбира дека вие како медиуми, да кажеме, придонесувате за подигање на некој начин на свеста кај целокупната популација. Нормално тука спаѓаат и мажите, така што во овој месец има можност, значи преку различни медиуми да апелираме ние како уролози до машката популација за тоа. Секоја година го правиме, задниве неколку години, значи за јавување на лекар, се разбира секогаш кога ќе приметат некаква промена, некакви симптоми кај себе, и нормално е дека подобро е да не чекаат, да се јават на лекар. Сега нормално дека тука се прво матичните лекари, они се прва, да кажам, бариера некоја која што е кај што они треба да се јават, и да понатаму, доколку не може да биде решен проблемот таму, да истите тие ги упатат на специјалисти уролози. Така да веднаш апелираме за било какво заболување настанува, било каков симптом кај мажот, значи да си се јави на лекар и да превземе мерки за своето здравје. Да, но овој месец е уште повеќе посветен на превентивните прегледи, значи и да се нема симптоми, дека треба да се прегледа. Ме интересира, прочитав, не знам, вие од вашата пракса ќе кажете, дали е точно дека мажите во споредба со жените воопшто не сакаат да одат на доктор, а уште помалку на превентивни прегледи, или пак се менува тоа, не знам дали уште точно. Па сега до некаде е точно, до некаде се менува. Значи, сепак сега во последните неколку години мислам дека си задолжителни некакви систематски прегледи по различни организации, фирми и така натаму. Така што самата фирма организира прегледи систематски, без разлика дали има или нема симптом пациентот. Така што тие си доаѓаат на редовни контролни прегледи. Ретко е, да кажеме, сепак ретко е да некој без никакви симптоми се јави на лекар. Меѓутоа ние апелираме нормално дека кај машката популација, посебно на што е над во 5-6 деценија, значи од животот, да си се јавуваат на лекар за одредени заболувања поврзани со простатата. Пред се да се избегне, односно порано да се открие карциномот на простата со преку овие прегледи. А нормално кај машката популација, додека приметат при само преглед, значи на посебно на машките гениталии, кои што се лесно достапни за преглед, да ако приметат нешто, сепак веднаш да се јават исто така на уролог. Ајде да ги дефинираме тие машки болести. Споменавте карцином на простатата, тоа било втората најчеста причина за смрт кај мажите? Да, тоа е втора причина, се уште на второ место. Карактеристично е дека самата болест на некој начин започнува многу, значи без некакви изразени симптоми, значи на некој начин подмукло, да кажеме, скриено, да. И симптомите се слични како и кај оние бенигни заболувања на простатата. Значи проблеми во однос на уринирањето, ноќно станување, потешко измокрување, прекидни на млас при мокрење и слично. А тие симптоми кои се појават се уште рана фаза или тие па обично е рана фаза, да, тоа е обично рана фаза, и карактеристично е дека се разбира веднаш треба да се јават на лекар и се прават одредени прегледи тука, лабораториски анализи, туморски маркери и слично, и на тој начин нормално се открива заболувањето.
Карактеристично е дека како во постарите години, значи тоа се правени определени студии, значи на при аутопсија, значи при обдукција на пациенти, дека на пример кај 80 годишни пациенти кои што биле обдуцирани, веќе карциномот на простата кој има некаде во околу 80% како случаен наод, значи да не е причина за смртта, него како случаен наод го има карциномот на простата. Инаку заболувањето се конкретно за ова, значи има спор тек, значи полека се развива и така натаму, поспоро дава метастази во организмот, во телото. Меѓутоа сепак нормално треба на време да биде откриено и овие прегледи на кои што укажуваме ние после 50-та година, значи сепак во рана фаза го откриваат. Колку е честа оваа болест? Па сега, често е заболувањето некако кај нормалната бенигна простатна хиперплазија, значи, меѓутоа, според операциите исто така не е толку често заболување, меѓутоа битно е да се открие на време. Тоа е нормално за да може да се превземат напред со оперативен третман и на тој начин на некој начин да се излечи пациентот. Ако се открие рано, тогаш и 5-годишното преживување може да биде до 80-85%, значи. Кои се причинителите? Што доведува до оваа болест, односно ризик фактори, како што се нарекува? Па сега, како и за секоја карциномска болест, значи не се знае точно кои се причините. Пред се мисли дека различни воспаленија во текот на животот придонесува за тоа генетиката, значи генетската предиспозиција во одредена фамилија, понатаму начинот на живот, исхраната, користењето на пример на алкохолните пијалоци и така натаму. Сепак е поврзано за поразвиените земји, онаму кај што се користат повеќе меснати производи, да кажеме, во одни земји кај што тоа е помалце, на пример, помалце се користат, помала е, значи, инциденцата на појавување на карциномот. Така да... Но врската не може да се утврди и потврди точно, да, или? точно не може, тоа се испитувања кои што се правени и порано и сега се прават и слично. Меѓутоа пак едино е дека треба на време, со навремени прегледи да се реши проблемот, мислам, да му се укаже помош на пациентот. Ајде сега кога ќе кажеме навремени прегледи, какви се тие превентивни прегледи и колку често треба да се прават? Па сега овие превентивни прегледи, значи поврзани со простатата, да кажеме, се над 50-та година, отприлike, и тие треба да се изведуваат на година и пол некаде. Значи, тоа се сепак едноставни прегледи. Тука спаѓа ехо прегледот, например, испитувањето на туморски маркер во крвта, тоа е тој ПСА, простата специфичен антиген, и понатаму испитување со дигитален ректален преглед од страна на уролог, а во однос на начинот на мокрење на пациентот има исто така едно испитување, урофлоуметрија се вика. Така да сите тие спаѓаат во тој контекст, значи, на испитувања, и понатаму од тука веќе може да се постави веќе диагноза, а нормално дека доколку постои, значи, потреба, се прави радиолошко испитување, магнетна резонанца, например, на простатата, и се прави на крај биопсија за да се докаже карциномот на простата. Доколку се работи за обично простатно зголемување, значи, на жлезата, во тој случај нормално биопсија дека не е потребна, се ординира терапија и тоа е тоа однос на овие прегледи, значи, за поврзани со простатата. Поврзани со простатата. А за кои други болести? Понатаму, например, за кај помладата популација, да кажеме, каде што... Што значи помлада генерација? Па тоа е некаде 2-3 деценија од животот, значи. Потребни се, значи, прегледи, да кажеме, доколку поединецот примети, значи, некаква промена, се обично се збори тука за промени на тестисите, например, некакво топче, тврдина, например, нееднаквост на левата и десната страна, исто така да се јави на лекар, да се направат соодветни испитувања, и тука нормално е да се мисли, значи, да ако постои веќе тумор на тестис, да кажеме, да тој исто така биде откриен во рана фаза. Да не се чека ако се појави некоја промена, обично некои пациенти, да кажеме, чекаат, а сама да помине, па губат неколку месеци тука, и кога ќе дојдат веќе да болеста е раширена. Да, вашите колеги од АДЖБ медицина минатиот месец не едуцира токму на тема за само преглед кога станува збор за женските болести. Да. Колку се ефикасни кај овие мажки болести? Па сега нормално дека кај мажот, пошто гениталите, значи, се лесно достапни, тие се видливи, значи може да се напипат, значи, мануелно, така да
се прави споредба од левата, десната страна нормално и сепак би требало порано да се открие заболувањето, не се скриени органи, значи, така да тоа е тоа однос на овој. Чим примета некаква промена, нормално се прават сите испитувања да се докаже доколку има некоја болест. Каква е состојбата кај машките болести? Се спушта ли таму старосната граница, како кај многу други? Дали се порано и порано? Порано и порано ги откриваме сега, ги да, откривате. заболувањата, да, затоа што сепак, значи, и мажот доаѓа на прегледи, како и женските што одат, нели, на гинеколог, така и они сега се, така што старосната граница во однос на откривање на одредени болести се снижува, да, и бројката се открива на време, значи на време имаме се поретко, значи запуштени случаи на некој начин. Да, јас би сакала да се надоврзам ако може. Со оглед на тоа што гледам дека има и во втората и во третата деценија се јавуваат вакви случаеви, а ние сме една, докторе, од малкуте земји, би рекла, во регионов, па и во светот, каде што се уште луѓето многу консумираат цигари, многу се пушат цигари во македонски услови. Дали може би консумирањето на цигари и алкохол е една од причините за почеста појава на вакви болести? Да, околу начинот на живот. Па сега, значи, карактеристично е дека цигарите на некој начин се причина повеќе за јавување на тумори на моќниот меур. Значи, тоа е докажано со различни испитувања дека никотинот и кај женската популација, не само кај машката. Да. Ова е конкретно, значи, цигарите, да кажеме, а алкохолот, да, тој смета повеќе на појава на тие дизурични проблеми, значи на почесто мокрење, прекинување на млазот, некои пациенти, да кажеме, после повеќе консумирање на алкохол, да кажеме, може да западнат и во ретенција. Значи да не можат да мократ, да им се запуши каналот, така да тоа, за цигарите е карактеристично дека се на некој начин за тумори на моќниот меур повеќе дека влијат, значи, за појавата. Доктор, да прашам, сведоци сме дека медицината ни постојано напредува. Конкретно во вашата бранша, каков е напредокот во урологијата? Па да, нормално, во сите гранки напредува медицината, например, и во нашава, да кажем, медицинска гранка напредува. Имаме појава на одредена апаратура, користење сега, да кажеме, во нашата болница го поседува. Прашам, стигна некој фамозен ласер. За што се служи? Тоа претпоставам околу третманите, така? Тоа е околу третманот, да, лекувањето на одреден завод. Тоа е, значи, кванта сайбер холмиумски ласер, значи има холмиумски, тубиумски ласери, овој холмиумски кој што ние го поседуваме, последна генерација, значи, на ласер. И тој се употребува во лекување, значи, на неколку видови болести кај мажите, кај жените нормално, пред се за лечење на простатата, третман на простата, на бенигните заболувања на простатата. Сега има различни методи, модалитети самиот апарат, значи има една вапоризација кај што исчезнува, значи, простатното ткиво и на тој начин се решава, значи се прави операцијата. Има каде што со помош на ласерскиот зрак се прави ресекција, значи сечење на простатното ткиво. Има потоа енуклеација исто така, кај што се вади комплетно простатата, една метода, па понатаму има со друг еден инструмент, истата се на ситни парчиња и се отстранува од бешиката. Понатаму се употребува во лекување на калкулоза, значи на сите видови на камчиња во уринарниот тракт, истиот тој ласер се користи. Каде што може, например, камчиња во бубрегот се решаваат со помош на две методи, тоа е таа флексибилна реноскопија се вика, таков е тој инструмент кој што се користи, и перкутана нефролитотомија, каде што преку кожата директно се навлегува во бубрегот и таму со ласерот се крши каменот. И понатаму има исто така за камчиња во моќниот меур, решавање исто така со ласерот, и камчиња во уретрата, кај мажите ако се заглави некој камен. Понатаму има своја индикација во лечење на кај одредени типови на тумори на моќниот меур, и четврто кај решавање на одредени стеснувања на каналите во уринарниот тракт. Исто така, значи, бескрвна една метода, со употребата на овој ласер при сите овие заболувања кои што ги кажав, кај што се третираат пациентите, им се скратува нивното лежење во болница, трошковите, да кажеме, за лекувањето се пониски, за пократко време се враќаат во секојдневните работни активности, така да
стварно Така што потребата ова е добра вест во секој случај што постои. Така да овој ласер е најсовремен ласер и тоа има околу 7 модалитети, значи на тој пулсен удар кој што го има, за разлика од што досегашните ласери има по 3. Тоа се одредени, значи, спецификации на самиот овој ласер. Јас многу ви благодарам за самиот крај да го искористиме ово гостување да завршиме со совети до машката популација по повод овој месец, но да не биде само овој месец, туку секој месец. Да, секој месец, да. Значи, исто така сакам да кажам дека еве во однос на овие совети, значи ние нашава болница нуди во текот на овој месец и као 2 пакети некои со одредени попусти во цената, пошто сепак ние сме приватна болница. Значи тука спаѓаат овие прегледи поврзани со простатата, кај што се, значи, одредување на овој туморски маркер во крвта, што реков, урофлоуметријата, специјалистичкиот преглед и ехото, кај што, да кажеме, цената сега во текот на овој месец ќе биде некаде околу 6000 денари и вториот пакет е поврзан за откривање ризикот за карцином на простата преку магнетно сликање на простатата со 3 Тесла магнет, значи тој се прави на одделот за радиологија кај нас исто во нашава болница и тука е некаде цената за околу 40% помала, да кажеме, од останатите. И важно со едно одење да се прегледат повеќе. Да, за кратко време, значи за еден ден на некој начин се може да се постави диагноза и да се почне со лекување кај пациентот. Добро, и на крај околу начинот на живот, на што треба да внимаваат? Па сега нормално и тоа е. И особено кој треба да внимава? Па сега и младата и повозрастната популација се разбира дека користењето на повеќе на овошје, на зеленчук на некој начин придонесува консумирањето на алкохол да биде сепак во некои граници и нормален живот, тоа е тоа. Ви благодарам многу, докторе Суза. Благодарам. Јас и верувам дека ова е одлично подсетување и можност за сите гледачи да направат нешто добро за себе и мирно да дишат барем до наредната година, како што рековте. Така, многу среќа посакувам во лекувањето и третирањето на сите диагнози поврзани со машкото здравје.